Со доктор Александар Сајковски, педијатар, разговараме на тема кои се симптомите, како се третира крвниот притисок, односно покачен крвен притисок кај деца. Добро утро. Добро утро, фала за поканата и поздрав до сите ваши гледачи. Докторе, како да знаеме кои се симптомите кои што укажуваат дека дете има покачен крвен притисок? Па ја пред се на некој начин сакам да ви честитам за идејава за да зборуваме на оваа тема, затоа што кога ќе кажете покачен крвен притисок, тоа обично се асоцира со возрастни луѓе, што воопшто не е тоа. Од една страна. Од друга страна, морам да ви кажам дека е тоа не состојба која е многу актуелна последниве 20 на години, и дека, например, според податоците што ги даваат во Соединените Американски држави, 1 на 25 деца до 19 годишна возраст веќе имаат инсталирана хипертензија, а 1 на 10 има повремено покачување на крвниот притисок, што ќе рече, значи уште е така наречена прехипертензија. Што, бидејќи американците имаат навистина многу добра статистика, тоа ќе рече дека негде околу 1,3 милиони деца во Соединените Американски држави веќе имаат инсталирана хипертензија или покачен крвен притисок. Значи, тоа е проблем кој што е се поактуелен во педијатријата и во тој контекст би сакал да кажам дека рутинскиот здравствен преглед на деца над 3 години, меѓу другото, треба да опфаќа и мерење на крвен притисок. Она што велиме рутински здравствени контроли, кога децата како здрави уште се носат на преглед кај педијатрите. И сега извинете, тука сите што не гледаат веднаш ќе речат, добро, а тие рутински прегледи на колка временски период треба да бидат? Обично детево го носиме на 3 години кај матичен, кога му е нешто. Па да, али знаете, убавината во педијатријата, она што јас го работам е што ние работиме и со здрави и со болни деца. Меѓутоа, ние многу инсистираме на превенција и на превентивни мерки за да не дојде до одредени болести. И нон-стоп зборуваме за една многу важна флоскула, ова коме за времето кога прашувате колку често, дека клjuč за здрав живот се првите 1000 дена од животот, кои 280 дена е бременост и 720 дена после раѓање. Бебињата во тек на првата година треба да се носат на педијатриски прегледи здрави еднаш месечно. Над првата година на секои 3 месеци. Веќе над третата година, зборам здраво дете, значи да се прати раст, развој, меѓу другото да се прати евентуално навиките на децата и да се пратат евентуално некои состојби како што меѓу кои е и покачениот крвен притисок, кои што може да бидат проблем понатаму во периодот на школскиот период и после, например, во адолесценција, во пубертет и адолесценција. Ова го кажувам затоа што ако не направите превенција, ќе имаме проблем. Затоа да речеме деца над 3 години треба рутински на здравствен преглед, рутински барем 2 пати годишно да однесат на педијатар да ги види или ке матичен, каков е развојот, какви се навиките, каква е исхраната. Ние знаете како покачениот крвен притисок може да се јави и кај новородено дете. Меѓутоа и кај деца и во доеначка возраст, и уште во првата година. Меѓутоа тоа е поврзано често со некои болести кои што асоцираат со покачен крвен притисок. Збораме, например, кардиолошки болести, збориме респираторни, кај прематурчиња може да се развие, понатаму кај ендокринни болести, да речеме бубрек, надубрежна жлезда, тироидна жлезда. Има состојби, болести кои што асоцираат. Одредени здравствени состојби, да. Но, веќе над третата година и понатаму во школскиот период, покачувањето на крвниот притисок може да настане заради одредени навики што ги имаат децата, а тоа е најчесто поврзано со прекумерна тежина, начин на исхрана, внесување на многу сол во исхраната, внесување на мала навика за шетање или спортување, да кажам, и низа други состојби кои што се врзани со можноста да дојде до појава на покачен крвен притисок. Споменавте многу здравствени навики кои што пред се треба од најрана возраст да ги стекнуваат децата, здрави навики како што велат. Некако алудиравте неколку пати на исхраната. Исхраната може како клучен фактор да ја споменеме за ваква состојба, за понатаму да речеме да се развие покачен крвен притисок? Апсолутно да.
Апсолутно. Знаете, уште Хипократ има кажано дека здравието влага низ уста. Сакам да кажам, за жал, во последните декади, модерниот стил на живење, модерната динамика на живење доведе во ситуација да децата повеќе време во тек на денот поминуваат во седечка положба, било да се во школа или дома, поминуваат покрај овие прекрасни апарати од типот модерни, на PlayStation нови. и така натаму, или телевизија. Тоа е некој комодитет кој што е убав, вака кој ќе кажете за децата, меѓутоа тоа е пратено најчесто со внесување на храна која има многу сол и храна која има она што би рекле junk food, што би рекле, Грицки, ете така познати грицки, детски омилени. масти и така натаму. И тоа е предуслов за појава не само на хипертензија, прво појава на диабетес, па појава на дебелина, односно прекумерна тежина. Тоа е пандемија во светот денеска кај децата. Ами никако кај нас се префрли тој тренд. Па да, апсолутно, апсолутно е А префрлен. наназад години, еве според вашето искуство, наназад години ги немало тие бројки како се. Не, апсолутно. Ние, ако се вратите во историјата македонска, да речем, историја, например, во 50-те и 60-те години од минатиот век, она што велиме обезита, значи по дебелко дете, ај се така да се изразам, било релативно реткост. Денеска некаде по некои податоци што ги имаме во нашата држава, некаде над 25% од децата се во прекумерна тежина, а тоа е веќе ризик за низа болести, меѓу кои и покачување на крвниот притисок. Така, Пред се диабетес, нели, холестерол, покачување. Тоа ги спомнуваме сите. Сега, кога сакам да одговорам и на она што стартно го поставивте како прашање, кога и како што можеме да очекуваме. Секој родител, она кога споменавме дека на 3 години треба да се мери во склоп на рутински здравствен преглед, да се мери и притисок, родителите треба да имаат во предвид неколку работи, дека кај децата клучни симптоми за покачен крвен притисок се повторно многу слични како и кај возрастните. Тоа е главоболка, тоа е нагон за повраќање, малакселост, садна болка може да се појави, краток здив, например, дури и до појава, ако е многу висока хипертензијата, дури и до појава на грчеви или конвулзии, што ги викаме. Така да, ако има некакви такви симптоми, не е на одмет, било какви симптоми, не е на одмет да се направи контрола, меѓу другото и да се мери крвниот притисок. Доаѓањето на преглед, дури на превентивен преглед, подразбира да педијатарот ги добие информациите за начинот на живење на детето, значи неговите навики, начинот на исхрана. Впрочем, ние перманентно зборуваме дека, например, она што го велиме органска храна, која се почнува уште во доеначка возраст, нели, кој ќе почнат кашички, ние треба да ги учиме децата да јадат здраво, да јадат овошје, зеленчук и други производи кои што се врзани во исхраната, нели, по таа пирамидата. Меѓутоа, инсистираме цело време дека внесот на солта, не само во првата година и понатаму, не треба да е многу висок. Оти, вистина, Или минимално да се внесе. Минимално, да. Ние сите имаме потреба за внес на сол, нели, натриум хлорид е дел од нашиот живот на крајот на денот. Меѓутоа, прекумерното внесување може да доведе до појава на покачување на крвниот притисок. Затоа треба да се коригираат, евентуално да се обидеме да се коригираат навиките кај едно дете, со родителите заедно се разбира, и да се дадат препораки во однос на тоа како може да се избегне утре појава на хипертензија. Ако за возрастен е 120 со 80, колку е за дете? Тоа е многу интересно прашање. Добри, за возрастен знае тука нормално со оглед на навиките да варира. За децата во школска возраст, веќе над 11-12 години, тоа е истиот крвен притисок. Кај деца, помалите деца, има посебни скали за крвниот притисок, тоа е понизок. Меѓутоа, ние често го мериме, значи кога има потреба се мери горниот и долниот, што велиме, нели, систолен, диастолен и среден притисок. Така. За помалите, да речеме... И тоа е вариабилен, зависно од возраста, од тежината,
од навиките и така натаму. Па добро, се си зависи во текот на возраста, исто како и растот, исто како и тежината, веројатно тука влегува во тие скалила колку треба да биде нормален. Она што сакам да прашаме како главна препорака, како превенција, верувам дека повторно ќе ја споменете исхраната, ама од друга страна родителите ќе речат па не ми ги јаде кашите, не ми ги јаде, не знам, манџичката или што и да имам подготвено ако нема сол. Оти солта неколку пати ја споменавме, но како главна препорака што ќе препорачате, негде прочитав дека треба да се скуси оној дел на доцна вечера кај децата. Дека тоа исто така треба да биде како за возрастен, треба да биде максимум 19 часот и кога детето ќе ви побара подоцна да јаде, дека треба тој дел да се елиминира комплетно. Дали е поврзано? Да. Е поврзано секако, мада уште значи децата кога се во првата година од животот, они јадат многу почесто отколку возрастните. Она што денеска е малце модерно, не само за возрастни, така и за деца, особено за школска возраст, борба меѓу, ако смеам така да се изразам, нели, рецепт, ајде подобро, помеѓу 1 до 2 оброка во ден или повеќе оброци на ден. Добро. Меѓутоа, кај децата е добро да се има и 5 оброци на ден, али да се умерени. Да е количината мала, да не е голема. Од една страна не се оптеретува желудникот од цревото, се внесуваат повеќе витамини и минерали затоа што во тие 5 оброци 2 се врзани со овошје. Нели? Да речеме дека би биле. Па да, така, но морам да ви напоменам дека барем јас, мислам не јас лично само, него целата педиатрија, ние зборуваме дека често се случува тој проблем кој ќе дое мајка или татко или заедно ќе дојат во амбуланта и ќе речат да бе детето не сака да ми јаде ова. Вистина има промени во варијации во вкусот. Нели, детето може да јаде спанек и некој период, после да не сака, или броколи, речеме. Пример се зборим. Како најпроблематични, да, убав е примерот. Да, затоа и ги кажам. Тоа е примерот. Меѓутоа, и да се прекине со нив, има други компоненти во зеленчукот, например, кои што може да се внесат, но она што клучно е кај родителите е дека треба да бидат упорни. Децата имаат само 2 желби во животот. Трета немаат. Имаат 2, љубов и храна. Значи, вие треба да му давате многу љубов на вашето дете и да му давате храна. Храната да бидете упорни и досадни визави вашето дете. Ако не сака да јаде сега од таа храна што сте примили, дајте му ја после пола саат повторно. Ама не да се сврти на смоки или на некој колач. Колку за да не остане гладно. Да. Исто така, често пати во педиатријата се збори, знаете како, ниедно дете на планетава Земја не умрело од глад. Децата во Африка што умираат затоа што немаат што да јадат. Кога ќе огладни детето ќе јаде. Меѓутоа, тоа е веќе она друга психогена компонента кај родителите, се плашат дека ако не му дадат на детето да јаде, дека може да му го наруши здравјето. Не. Децата имаат феноменален механизам да кога се гладни јадат, кога не се гладни не јадат. Многу подобра контрола од нас возрастните. Децата не може да се прејадат без везе, мислам онака, со многу храна непотребно, за разлика од возрастните луѓе. Главното со кое што би сакала да заокружиме е доколку се лоцира покачен крвен притисок кај дете. Како потоа се третира? Ако возрастниот добива терапија, како е кај детето? Апсолутно и за децата иде терапија. Меѓутоа, ако веќе се сомневаме дека има лабилна хипертензија или веќе позиционирана покачен крвен притисок, обавезно детето мора да биде прегледано од педиатриски кардиолог, обавезно мора да биде прегледано и од педиатриски нефролог, особено деца во помала возраст, затоа што состојби на покачување на крвен притисок кои што се врзани со бубрежни болести, со бубрег и надбубрег. Има состојби кои што се врзани со тироидната жлезда. Тука веќе треба да се вклучи и педиатриски ендокринолог. Значи, лекувањето е системски.
Фактички една комбинација од едно конзилиарно утврдување на причината, дали ние имаме реална причина, органска што би рекле причина, или е она што се нарекува есенцијална хипертензија, значи каде што не ја гледаме, нема органска причина, зборам од аспект на болест на бубрек, надбубрек, нели хормони, генетика и така натаму, и каде што треба да се лекува со одредени лекови, има голем број на лекови кои што се користат, меѓутоа зависат од типот на кои што се наменети дозволени за деца. Кои што се дозволени за деца, меѓутоа зависат во голема мера од возраста и од типот на покачувањето на притисокот. Докторе, кога се подготвував за интервјуто, читав доста и по форуми, затоа што многу малку се зборува, како што кажавте, за оваа тема. Една мајка вели вака: многу често се јавуваше покачен крвен притисок кај моето дете, и во пубертетот се изгуби. Дали тоа не е некако избор за некои состојби, па во пубертетот се губи или се појави во пубертетот, или на вистина тоа е еден период во кој што се случуваат такви промени на состојби ако се јавиле претходно, еве како оваа, и може да се изгубат, или во пубертетот да се јави, ако претходно не постоело. Да. Покачениот крвен притисок, значи очигледно сигурно... Може ли да се даде тоа како одговор дека на вистина е еден преоден период? Знаете како расте детето, како оди кон пубертетот, влага во пубертет, шансите за зголемување на крвен притисок по принцип се зголемуваат. Значи, покачениот крвен притисок кај дете на 2 години е многу поредок отколку кај дете кое што е веќе во школска возраст. Меѓутоа, може да се случи уште во предшколска возраст да имаме вариабилна хипертензија, значи да не е она инсталирано зголемувањето на крвниот притисок, па постепено со раст да се изгуби. Но и на најмало покачување на крвен притисок, значи не треба да се паничат родителите, нормално. Ова го прашувам во контекст на треба да дојдат на контрола и да се проверат сите можни причини. Видите, сега не би сакал публиката да ја замарам со некој состојба. Ви имате некои кардиолошки вродени мани кои што не доведуваат до модрило, нели, на телото, а може да доведат до покачување на крвен притисок. Имате, например, состојби бубрежни, каде што има стеноза на една голема артерија, може детето да се роди со тоа, има покачување на крвниот притисок. Има деца со зголемена функција на тироидната жлезда и во тој момент да имаат покачен притисок. Меѓутоа, сето тоа и да е на 3 годишна возраст, брзо може да се детектира, да се открие причината и да се открие, да се тргне главната причина за сето тоа. И после детето да нема покачување на крвниот. А добро, дали значи ако детето биде под терапија, дека треба да биде до крајот на животот? Не мора да значи, мислам, апсолутно не мора да значи. Значи, ви имате и возрастни луѓе кои што имаат покачен крвен притисок, ако скинува терапијата со. И пак се навратив за возрастните, туку најмногу и за децата, за се она што се случува во нашиот организам и начинот на живот. За искрен и здрав живот. Апсолутно, значи водењето на здрави навики, добар сон, добар одмор, добар физички напор понатаму, нели, движење, одење, трчање, и тоа е зависи. Вам дека овој период ви е полн во амбуланта и дека едноставно е подинамичен од вообичаено. Да, оваа година, како што знаете сите, грипов, пост-корона грипов е нешто што е ги напуни педиатриските амбуланти. Ама некако па нормално за овој период од година. Сосема очекувано, да. Да, благодарам што бивте наш гостин денеска.
Го заокружувам разговорот со еден прилог во кој што во четврток ќе ви кажем имаме школа за родители во кој што советуваме. Па прилогот е дека доењето, постојано зборуваме колку е важно за детето. Апсолутно. Да, но од доењето колку бенефит има и мајката. А тоа е взаемен бенефит. Знаете како, бременоста и доењето се нешто што само жените можат да го осетат, но она што сакам да напоменам дека и за време бременост, и за време доење, детето и мајката вршат размена не само на молекули, него и на клетки. Затоа и има едно правило кај нас исто у педиатријата, слушајте ги мајките, они сепак имаат предчувство за детето големо. Благодарам, докторе.